Пчеларството е тивка уметност што одржува рамнотежата во природата. Пчелите не само што создаваат мед, туку и му даваат живот на цвеќињата и плодовите. Без нив, природата би била сиромашна, а храната поретка. Пчеларот е чувар на овој кревок свет, посветен на заштитата на малите, вредни работнички. Во секоја кошниче се крие тајната на опстанокот, вплетена во восок, полен и златни капки мед. Ако ги чуваме пчелите, го чуваме и светот околу нас. Добар ден, денес сме тука со Благоје Георгиевски. Кој е пчелар? Колку години се занимавате со пчеларство? Од прилика 15 на години. Што ве поттикна да станете пчелар? Ми беше интересно, убаво хоби, корисно, работа во природа и така. И почнав после самата работа влече, мед, производство и убаво. Колку пчели може да има во еден пчеларник? Во еден сандак може да има од 30 до 50-60 илјади во еден сандак. А сега, ако е пчеларникот голем од 100 сандаци, тоа изречунете многу. Значи, ако е 50 сандаци по просек некој 40.050, тоа е милиони. Како пчелите прават мед? Пчелите собираат од природата нектар, кој го има на цвеќињата, на така. И го преработуваат и од нектарот прават мед. Значи, во природата собираат нектар, тие соковите од цветовите, кои ги носат во своите сандаци, во своите друштва и таму произведуваат мед. Колку пчели се потребни за да направат една тегла мед? Многу. Околу 1200, 1250 отприлика. Многу. А зависи, тоа е просек, некој зависи од дали е колку има паша во природата, меѓутоа да, толку. Која е важноста на пчелите за планетата? Пчелите ги опрашуваат дрвјата. Без пчели, тие стручњаците викаат дека нема живот на планетата. Значи, пчелите ги опрашуваат дрвјата, за да дрвата после може да раѓат плодови. Неопрашени, тоа не може да се деси. Има некои други инсекти, меѓутоа главни се пчелите. Која заштитна опрема има пчеларот кога работи со пчели? Евака, тоа е капа или блуза пчеларска која е со мрежа, низ која се гледа, а пчелите не можат да касаат, да поцкаат. На рацете ракавици кои сега не ми се тука, меѓутоа потребно е. Може и без нив, меѓутоа потребно е да се има. Поубаво е да се носат ракавиците и после тоа ова е се вика пувканка. Тоа се отвара, значи вака, тука се става обично трат или сухо скапано дрво кое не гори, само тлее. Значи гори полека, не испушта огин, него само чат. И помош на оваа справа се пувкаат, се заштитува, се смируваат пчелите да не се агресивни, се бркаат да влезат во рамките, значи да не сметаат кога работиме и да не ги повредиме и да не се толку агресивни, да не напаѓаат. И ова е, ние го викаме нож, рамките кои се наоѓаат во сандакот, во кошницата се залепени од восок, од прополис, една со друга. И само со раце, со прсти, не можеме да ги одлепиме, затоа е потребно ова.